повеќе годишните хидрометеоролошки показатели посочуваат дека од година во година се намалува количеството врнежи, а она што особено загрижува се релативно топлите зими, кои не дозволуваат околните планини на нив да се формира висока снежна покривка, која во текот на зимата и напролет ќе обезбеди стабилен доток на вода во езерата. Каква е хидролошката состојба во однос на водениот потенцијал на езерата во земјава, ќе дознаеме во наредните минути во разговорот на Елизабета Мемич со хидрологот Атанас Угрински. Може ли овие последни дождови, а и снегот последен што паднат, да ги прогласиме за спасувачки во однос на водниот потенцијал на езерата во Македонија? Последниве врнежи, кои што паднаа кон крајот на месец март, беа доста обилни, траја повеќе денови и значително е подобрија хидролошката, претходно и така лоша, прилично лоша хидролошка состојба во земјата, на што претходеше еден доста сушен период, подолг сушен период, така што беа добре дојдени, прилично добро ги наполнија речите корита на реките, со повеќе од 2/3 коритата беа полни во тој период. Меѓутоа, поради сушниот, подолг сушен период во изминатиот период, тоа сепак се испостави дека се само моментални пикови на реките, кои што веќе во наредниот период во овие 2 недели почнуваат да го намалуваат својот водостој и полека да се враќаат во рамките на просекот за овој период од годината, а и веќе и под просекот од овој период од годината. Значи, овие врнежи ја облажија само состојбата, меѓутоа фалеше многу вода, има дефицит на вода во земјата, во реките, која што се уште не е доволно надополнета. Може ли да зборуваме за некаква повеќе годишна суша? Да, секако дека можеме да зборуваме. Изминативте неколку години беа прилично исклучително сушни, што се одрази на дотекот на вода од површинските реки, меѓутоа сето тоа влијаеше и врз состојбата на природните езера низ земјата, каде што мислам дека состојбата е најкритична и најалармантна. Како што е познато, Управата за хидрометеоролошки работи, помеѓу другото, врши мониторинг и на природните езера низ земјата, односно ги мониторира водостојот, нивото на езерата, како и температурата на водата. Така што можам да кажам дека врз основа на податоци од хидролошките станици кои што се лоцирани на овие езера, како и врз основа на податоци од нашите наблюдувачи, дека во изминатиот период и не само во изминатиот период, туку во еден подолг, еден повеќе годишен наназад период, имаме исклучително намалување на водостојот на природните езера во земјата. Пред се ова се однесува на Преспанското езеро, чија што состојба е најалармантна и најкритична. Имено во последниве години, секој лето, езерото ги урива рекордите за апсолутно појавениот минимум. Значи, од максимално појавениот водостој во 1963 година, па се до апсолутно минимално појавениот на 28 ноември минатата година, има разлика од 10 метри. Значи, езерото осцилира во рамките... губиме езерото. Да, осцилира во рамките во обсек од тие 10 метри, односно за 10 метри е намалено, за повеќе од 10 метри е намалено нивото на езерото во текот на тие години, на тој повеќе годишен период, а сето тоа се интензивира во последниве неколку години, каде што интензивно се повлекува водата, интензивно се намалува тој водостој. Водомерните летви остануваат на суво, принудени сме да ги поместуваме и да ги поместуваме се понатаму каде што во минатото биле длабоко потопени со вода. Така што можам да кажам дека состојбата со Преспанското езеро најалармантна и Охридско и Дојранско. Моментално, според денешниот податок, нивото на Преспанското езеро е 17 см над тој апсолутен појавен минимум на 28 ноември минатата година, но тоа е очекувано и својствено за овој период од годината, но во очекување на летниот период, каде што се очекува повисоки температури, се очекува и понатамошно ново повлекување, очекувам повторно да го достигне тој апсолутен минимум, па дури и да го надмине во текот на летните и есенските периоди
што следат. Дојранско езеро? Дојранското езеро исто така во изминатите 1,5-2 години е прилично алармантна состојбата, не е како Преспанското, меѓутоа интензивно и тука се намалува водостојот. Неговиот водостој во рамки на целиот период исто така осцилира во широки граници, во диапазон од повеќе од 7 метри, од максимално појавениот во 1956 до минималниот на 13 ноември минатата година. Не е толку алармантна состојбата како во 2002 година, кога беше изграден ѓаватскиот систем, нели преку 10 пумпи, бунари, со капацитетот по 100 литри во секунда, во близина на реката Вардар, кај ѓавато, кои што ги црпат подземните води и вештачки ги доведуваат до Дојранското езеро, што се покажа дека беше причина за спас во тоа време на езерото, во придружба нели со тие природни околности кои што се поклопија и тој врнежлив период. А моментално водостојот на Дојранското езеро е 54 см под дозволениот минимум, а во текот на ноември минатата година беше дури 81 см испод тој апсолутно појавен минимум. Имаме некој подобрување во овој период, меѓутоа како што кажав, во очекување сме се на летниот период каде што повторно се очекува да се намалува и водостојот на Дојранското езеро, кое што мора се напомене дека се карактеризира со мала површина, со мали длабини, со мал волумен на вода воопшто, така што лесно реагира при појава на интензивни и поголеми врнежи, лесно го зголемува својот водостој, додека при појава на сушни периоди, во летото при појава на ветер и испарување, па многу лесно и го намалува својот водостој, а доста често знае целосно да замрзне при ниски температури, при минусни температури, како што беше случајот во 2017 година, во месец ноември, кога целата површина на езерото беше замрзната. Охридското езеро, каква е состојбата со него? Можам да кажам дека Охридското езеро се наоѓа во некои оптимални граници. Минимално дозволениот е на кота 693,10 см метри над морето, а максималниот 693,75 метри над морето. Значи има простор од тие 65 см каде што е пропишано да осцилира. Денешниот податок вели дека езерото на кота 693,32, што е некаде на средина помеѓу овој минимален и максимален опсек на појавување, така што можам да кажам дека засега немаме проблеми со Охридското езеро, а тој по вештачки пат се регулира преку двете вештачки градби во струга на самото езеро, така што можам да кажам дека не е толку критична и алармантна како со Преспанското и со Дојранското езеро. Најавувате дожди во наредниот период, оние познати пролетни дождови, но ме интересира каква водена маса би била спас за нашите природни езера? Колка временски период би требало да имаме дожд за до некоја нормала да се стигне? Така. Значи, потребен е подолг временски период за некое поосетно подобрување на состојбата со езерата. Овие врнежи што ги имаме деновиве се премногу локални, паѓаат на многу мали територии, се изолирани и незначително, па дори воопшто не можат да влијаат на подобрување на состојбата со езерата. Инаку, причините за појава на вакво ниското ниво, посебно на Преспанското езеро, е повеќе кратна. Пред се можам да кажам дека тука во прв ред е присутен природниот фактор преку подолгиот сушен период што преовладуваше во тој изминат период, намалениот дотек на вода од површинските води, намаленото прихранување на вода од подземните води, потоа исто така климатските промени не може да се избегнат во тој поглед кој што се присутни. Преспанското езеро е еден, можем да кажем, добар пример за тие климатски промени. Потоа недоволната истраженост на конекцијата помеѓу Преспанското и Охридското езеро. Знаеме дека Преспанското езеро се наоѓа на околу 150 метра над нивото на Охридското езеро, така што се уште недоволно истражена таа поврзаност на карстниот терен истекува. И колку е тој истек што
од Преспанското езеро оди во Охридското, кој што мислам дека посебно во летниот период од годината е се понагласен, а исто така тука влие и прекумерната употреба и користење на вода од бунарите, на подземните води, пред се за наводнување, но и за останатите потреби, не само во нашата земја, туку, како што знаеме, Преспанското езеро го делиме со Грција и со Албанија, така што мислам дека тоа е меѓудржавен проблем и дека на меѓудржавно ниво треба да се најде, да се изнајде тоа решение. Во последно време имаме комисија, односно тело кое што е задолжено за таа работа. Мислам дека имаше неколку состаноци за таа проблематика, меѓутоа сметам дека треба да се интензивираат се повеќе и повеќе овие меѓудржавни активности, да се воспостават, да се утврдат со договори тие минимални и максимални дозволени коти на овие езера и да се ревидираат постојните. Ако се вратиме во минатото, која година во минатото била, да кажеме, бериќетна за нашите езера? 1963 можем да кажем дека беше доста бериќетна, како што споменавме, Преспанското езеро го достигнува тогаш врвот, исто така тогаш се појавува и пикот на реките, значи површинскиот дотек од реките тогаш најголем кон езерата, така што можем да кажем дека таа 63-та е една од повлажните во нашата земја. 62-та исто знаеме поплавите дека се случуваат во 62-та во нашата земја и исто така бе извел 1979 година, кога повторно беше зголемен дотекот од површинските реки, а исто така имаше и поплавувања во сливот на река Треска и во Скопскиот регион, во Скопје големите поплави. А како најсушни би ги извел 1990 година, кога што беше голема криза со реките, кои што најголем дел од реките го достигна минимумот токму во таа година, и исто 2002 година кога Дојранското езеро се наоѓаше пред колапс и кога се изгради тој Ѓаватски канал кој што овозможи спас тогаш на езерото.